сакам да информирам јавноста за практично за континуитетот од политичките деструкции кои што продолжува да ги прави министерот Спасовски и штетите кои понатаму се генерираат во работењето на Министерството за внатрешни работи. За жал морам да констатирам дека и овој настан го искористи за дневно политички цели, лажејќи и правејќи конструкции, барајќи одредени аргументи и причини зашто не биле подпишани договорите за работа со кандидатите за полицајци кои ја завршија полициската обука. Одговорно тврдам дека имаше и време и можности тоа да го направи во разумен временски период, имено договорите за работа кои требаше Оливер Спасовски да ги подпише беа готови, изготвени, технички, доставени во неговиот кабинет, односно на неговото биро на 6 април. Тоа е денот кога вечерта во 00 часот беше распуштено Собранието на Република Македонија, а изборите беа распишани на 15 април, што значи дека Оливер Спасовски имаше 9 дена на располагање да ги подпише договорите за работа и да отпочнат кандидатите за полицајци да го остваруваат својот приправнички стаж во рамките на Министерството за внатрешни работи. И при тоа морам да констатирам дека и вчера се послужи со груба манипулација, со дезинформации и со конструкции, тргнувајќи од фактот за него факт дека владата му ги имала одземено властувањето и тоа било една од причините за неподпишувањето на договорите за работа. Втора причина која беше наведена од негова страна е дека нема законска можност, бидејќи биле распишани избори и ќе се чекало евентуално свикување на собрание и така натаму. Јас одговорно тврдам дека ниту едно властување на Оливер Спасовски не му е одземено од страна на владата на Република Македонија. Од страна на владата на Република Македонија само се поништени одлуки, незаконски, донесени од страна на Оливер Спасовски, поврзани со незаконски распоредување на полициски службеници. Кулминацијата со одлуката на влада беше како последица на континуираното незаконско и политички штетно работење на Оливер Спасовски во еден континуитет од самото негово поставување досега. Знае јавноста, сум ја информирал неколку пати дека за сите тие незаконски одлуки јас како дополнителен заменик министер имав обврска, имав овластување, но дотолку повеќе обврска согласно Закон за организација на влада да институционално да реагирам при секое нарушување на административните процедури. Мојата реакција беше принципиелна, законска и институционална. За секоја од незаконската одлука имав поднесено тужба до Управниот суд. Управниот суд во рамките на одлучувањата по однос на тужбите кои беа поднесени од моја страна, некаде 123-4 тужби имав поднесено во тој период, донесе решение за времени мерки. Овие решенија беа потврдени од Висшиот управен суд и практично беше утврдена и правосилност. Неопходно беше потребно и задолжително од страна на Оливер Спасовски да се постапи по судските одлуки, односно да бидат спроведени судските одлуки. Тој тоа го игнорираше, но тоа е дел од неговото штетно политичко однесување или неодговорно политичко однесување кое генерира не само штети сега во моментот во работењето во функционирањето на Министерството за внатрешни работи, затоа што слободно можам да кажам врз основа на моите искуства во работењето на Министерството, овие штетни последици ќе продолжат да се реперкуираат и во иднина. Тоа е едноставно домино ефект кој што штетните последици не може да се предвидат до каде и до кога би се реперкуирало во работењето на Министерството за внатрешни работи. Така да уште еднаш сакам да потенцирам дека владата на Република Македонија му нема одземено ниту едно властување. Единствено ги има поништено незаконските одлуки кои ги има донесени и за кои има и соодветни судски одлуки.